Почитувани колеги, почитувана јавност, министер, нов час, ново задолжување. Она што на 30.6.2017 година како задолжување сме го имале 4,7 милиарди евра, на 30.9.2022 година како задолжување сме имале 7,7 милиарди евра, плюс голем процент на бројка на милиони евра кои сега се задолжуваме. И би кажала, денес нека биде запамтен како ден кога Република Македонија најмногу се задолжува на ваков начин. Изгледа дека просекот само денес го запазивме. Просечно се задолжувате по 600 милиони евра нови долгови, а што имаме? Реализација на инвестиции нула. Стилот и начинот на живење дали се подобрил? Не. Немаме ништо од сето тоа, но повторно задолжување. Еве денес, замислете се, задолжуваме за проект за градење на ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии. Она што треба професионална определба да биде на секој еден менаџер, на секој еден вработен, треба да се подкрепува со проект кој е финансиран, ќе биде финансиран со позајмени пари. Дали е исправно Република Македонија да се задолжува со 20 милиони евра? Јавноста нека суди. Јавноста нека суди, јас само ќе анализирам од овој предлог закон кој ние денес го имаме. На нецели 13 страници образложен. 13 страни кои тежат повеќе од 20 милиони евра. Што има овде? Овде има, вели, проектот ќе се имплементира преку единица за управување со проектот, која ќе биде формирана во Министерството за финансии. Прашањето е овде. Дали ќе има нови вработувања за да функционира оваа проектна единица? Или со постоечкиот човечки капацитет кој располагате во Министерството за финансии ќе функционира? Или пак можеби ќе има прераспределба од, пример, Министерството за политички системи и односи со заедницата, бидејќи сме сведоци дека тоа министерство изобилува со, голем број на вработени внатре. Заради тоа што пак можеби овде и сега ми текна една идеја, можеби и прашање нека биде, можеби од Министерството за надворешни работи ќе повлечите човечки ресурси, за да учествуваат во имплементација на овој проект во Министерството за финансии, повлекување на лица кои имаат и безбедносни сертификати, добиени во рок од 2-3 дена, лица кои буквално за се ги бива. Понатаму, компонента 1, поддршка на реформите за управување со јавните расходи. Повеќе од 14 милиони евра ќе се потрошат за овој дел. Дали треба да веруваме дека тоа ќе биде исправно? Дали зголемувањето на плати кои се планира само во Министерството за финансии за 2023 година ќе биде финансирано со овој проект? Дали значи тоа дека ќе се случи во иднина? Зајакнување на практиките за данъчно управување и системите во управата за јавни приходи. Повеќе од 8 милиони евра ќе се трошат таму. Прашање имам. Дали овие средства ќе се користат можеби за повраток на ДДВ? Бидејќи немате финансии, гледаме дека ги трошите истите нетранспарентно, неодговорно, можеби со дел од овие средства ќе покривате и зацкривате дупките кои ги правите во секојдневното работење. Сами не знаете ништо и сега треба некој преку некаков проект да ве контролира, а кога сами не знаете, редно е и да се повлечете и да си дадете оставка, но не само вие, цела влада во целост. Има еден интересен дел овде,
каде во оцена на финансиските последици од предлогот на закон врз буџетот и другите финансиски средства, и вели оваа провизија за проектот ќе биде платена еднократно од средствата на заемот. Колеги, почитувани, вие пари за провизија немате, па барем на провизијата камати високи да не плаќавме. Но се гледа транспарентното работење. Ајде сега да продолжиме понатаму она што сакам најмногу да се осврнам овде и да забележам. Премиерот трајно неспособниот Димитар Ковачевски треба еден ден да го седнете, неколку пати ова го спомнувам, да го седнете, колеги, и да му објасните дека вие за изборите одевте и ги убедувавте луѓето со програма. Во програмата имавте стоп за злоупотреби. Корупција и политичките злоупотреби се најголеми непријатели на граѓаните и институциите. Пазете, во програмата сте навеле, го оштетуваат буџетот, ја рушат правната држава, ги слабеат институциите и така натаму. Ви звучи познато? Затоа сакате да земете заем за проект со кој ќе се справувате од неефикасно работење, нетранспарентно ваше работење, ви требаат пари од заем за да се справувате. За да се справувате од вашето неефикасно работење ви треба оставка. Дали власта е отчетна? Во програмата сте навеле, тие што во име на граѓаните водат институции мора да се отчетни, транспарентни и честни. Од отчетност до сега ни немаме видено, колеги. Оставка треба да има. Бидејќи, знаете како, санкции за раководители кај кои е утврдено нечестно работење. Видовме санкции кај Рашковски, кај Мухамед Закири, кај Лидија Димова, кај Катица Јанева, кај Ден Дончев, да не продолжам, ги има многу. И сега вам ви се потребни средства од заем, за да се заклучи дека нечестно и нетранспарентно работите и некој да се справува со сето тоа. Погубно. Во програмата имате и за општините, отворени и отчетни општини. Сите единици на локалната самоуправа ќе добијат средства од буџетот. Кои ќе добијат средства од буџетот, ќе мора да ги прифатат правилата на отвореност и отчетност, доколку сакаат да ги искористат парите на граѓаните преку централниот буџет. Доколку не, што? Нема да им давате на општините? Па тогаш постои логичко прашање. Дали општините предводени од Социјалдемократскиот сојуз, еве како што е општина Струмица, например, општина Центар, дали тие ќе добијат средства од буџетот во 2023 година? Според вашата програма не треба да добијат средства, бидејќи немаат отчетност и транспарентност. А зошто нема отчетност? Заради тоа што се срамите да излезете во јавноста и да покажете, како што направија голем процент на сите градоначалници кои се предводени општините од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Вака изгледа. Кога ќе се стави една отчетност, еве ви отчетност за општина Кисела Вода, и сите општини имаат вакво нешто. Вака се работи, а не со пари од заем, да се бара отчетност, транспарентност и така натаму и така натаму. Криминалот и корупцијата не се зацкриваат. Ви благодарам. Има збор Тони Јаревски, повелете.